Добар ден, криптоентузијасти. Едно од оние видеа направено со апсолутно задоволство. Ќе направиме мал апдейт за BRICS. Да, можеби ова не е директно поврзано со крипто, комплетно, има доста геополитика во истата тематика, но да не забораваме дека има и доста многу битни елементи од крипто и блокчейн технологијата кои што мораме да ги спомнеме. Верувајте ми, ќе се изненадите колку е ова поврзано со крипто, така да останете, уживајте во ова видео. Би препорачал, доколку не сте го изгледали, погледнете го вчерашното видео, каде што разговаравме за Black Swan настани, кои што се многу поврзани со оно што денес ќе го разговараме на ова видео, за BRICS самитот во 2024 година во Казан, од 18 до 20 октомври официјално, каде што ќе разговараме за нови членки, нов платежен систем и валута, како и дедоларизација. Сега, пак ќе напоменам, доколку не сте го погледнале вчерашното видео, би ви препорачал да го погледнете, со цел барем оној геополитички конфликтен дел да ви биде веќе јасен во однос на тоа оно што се случува моментално, за да можете директно да преминете на сето оно што го имаме да го кажеме за BRICS. Сега, ако се сеќавате, јас оваа слика претходно ја ставив на една насловно видео беше, каде што кажав дека после овој поздрав, ова да речем маркување, светот никогаш нема да биде ист. Ако се сеќавате, ако сте огледали нашиот канал наназад, знаете точно што зборувам. Значи ова е пред само 2 години, 2022 година, кога се среќаваат Ши Џинпин и Путин и одлучуваат дека ќе го променат светот. Значи буквално разговорот помеѓу нив на оваа слика е токму тоа, кажано од страна на претседателот Путин, и тоа буквално во овој момент, значи му вели пријателе, ќе направиме нешто во светот кое што не е видено повеќе од 1 век. И моментално тоа го гледаме, значи ваквото ветување очигледно се исполнува. Со тоа што дека имаме еден мал таймлайн за тоа како е настанат BRICS и од каде се тоа потекнува, уште од 50-тите години, че ова е така речено нели крајот на, да речем при крајот на ладната војна, каде што имаме движење кое што се нарекува non-aligned movement, и овдека веќе почнуваат да се асоцираат оние држави кои што не сакаат да бидат во Западот како една така речено унија, за во 2001 година за прв пат да биде искористен терминот BRIC од страна на Goldman Sachs, означувајќи го овој сојуз помеѓу Бразил, Русија, Индија и Кина. Значи овој анаграма е едноставно многу лесен, па затоа е прифатен, значи верували или не, значи и самите BRICS членки го прифаќаат дури и ако доаѓа од Западот, за истиот понатаму да продолжи да се развива постепено, иако на почетокот немаме некој голем развој, до 2011 година, кога официјално ја примаат и Јужна Африка, и тогаш станува BRICS со додавање на S на крајот, и практично од 2011 па до сега имаме бавно постепено развивање, каде што има некои чекори напред, меѓу кои еден од најголемите е The New Development Bank, заедно со Contingent Reserve, за кој што ќе објасниме во текот на овој дел. Значи, тоа е така речено две институции кои што се многу битни за овој сојуз и кои што помагаат во неговото развивање и така речено помагање на нови членки или веќе постоечките членки. Ќе поразговараме малку повеќе за тоа. И официјално сега овдека веќе доаѓаме до 2022-2023, кога ги додадовме и новите членки. Новите членки, знаете и сами, со исклучок на Аргентина, значи официјално влегува Иран, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Египет и Етиопија. Тоа се земјите кои што влегува во проширувањето во 2023 година во самитот кој што се одржа во Јужна Африка. Сега, ваквото проширување, чисто за да стане јасно како се до тоа изгледа и зошто е толку големо, го доведе BRICS моментално да има околу 30% од вкупниот GDP во светот, да има 46% од вкупната популација во светот, заедно со новите членки, да има производство на нафта 43% и повеќе од вкупното производство во светот и повеќе од 25% од извозот се прави од страна на овие членки. Сега овие бројки се нешто малку намалени со оглед на фактот дека овдека е земена Аргентина во превид, но тоа не го менува фактот дека овие бројки се крајно импресивни. Односно, кога ќе ви кажат на сител дека станува збор за некој си мал небитен сојуз, погледнете колку е мал, значи уште еднаш ќе напоменам, веќе имаат околу 30% од вкупниот GDP, односно бруто домашен производ во светот и 46% од вкупната популација во светот. Мал, небитни. Што е 46%? Мислам, што разбираме ние од кале ќе ни кажат дека воа незначително, што е 46% од вкупната популација во светот.
Во исто време да не заборавиме дека официјално 2023 година веќе 2 години поред БРИКС има поголем процент од бруто домашниот производ во светот за разлика од гериатрија 7, Г7, така. Со тоа што можеме да видиме дека во 2024 година веќе има, како што видовме, негде околу 30%, за разлика од тоа гледаме дека GDP на гериатрија 7, овие екс-колониализатори, моментално се намалува. Чудно зошто? Многу чудна работа, не знам зошто. Сега, во однос на ова е нешто доста ново од април 2024 година, значи како изгледа моментално за 2024 година форкаст, значи ова е очекување, економски очекувања во текот на 2024 година во однос на растот на GDP. Ова е гериатрија 7, пак ќе напоменам, бивши колониализатори, кои што веќе не можат да ги црпат своите колонии и вуала, не можат да мрднат повеќе од 2%, значи 2% е добивка. Погледнете колку се очекува да напредне нивната економија. За разлика од тоа, БРИКС членките, значи најслабата БРИКС членка која што е Јужна Африка е подобра од 90% од членките на Г7, така. Со тоа што во оваа ситуација, значи ако погледнеме членки како Кина, Индија, па дури Русија која што е најсанкционираната земја во светот, Иран која што е втора најсанкционирана земја во светот, можеме да видиме истите имаат 3 па дури 4 пати повеќе раст во текот на 2024 година за разлика од гериатрија 7. И една многу битна и интересна работа. Овие податоци доаѓаат од Интернационалниот монетарен фонд. Интернационалниот монетарен фонд представува лево маде на НАТО. Ако Интернационалниот монетарен фонд се дрзнал да покаже ваква листа со вакви очекувања, замислете која е реалната слика. Значи кога се дозволуваат овие од западот што новинарството е сведено на тоалетна хартија, замислете колку е навистина лошо кога они си го признаваат тоа. Сега да продолжиме понатаму, чисто за да видите како изгледа соодносот во цел свет во однос на Г7, БРИКС и остатокот од светот. Тоа што прво ќе отидеме на популација, значи тоа е оној како што го нарекува Путин сосема на место златна милиарда. Значи златната милиарда на гериатрија 7 е онаа која што живее во раскош, додека колку останува од светот кој што живее за оваа златна милиарда да живее во раскош, така. Затоа овие 45% овдека може да направат многу голема промена сега кога се здружени за разлика од претходно. Следен битен дел е делот со сурова нафта. Погледнете и сами, значи моментално скоро половина од скупното производство на сурова нафта е во рацете на БРИКС, што ги става да поседуваат еден од најбитните ресурси во светот директно во своји раце, со тоа што гледаме дека Г7 нема ниту, како ќе му дојде овдека, ниту 1/4, реално помалку од 1/4, значи буквално небитен во оваа ситуација, кога останува остатокот од светот и самите БРИКС. Да не забораваме, овдека се очекува да се додаде и Венецуела, што значи дека ова вака оприлика ќе изгледа некако, но останува да видиме. И GDP, иако овдека не знам зашто не е правилно представено, со оглед на фактот дека официјално GDP моментално самите БРИКС имаат 30%, додека за разлика од тоа останативе гериатрија 7 имаат многу помалку, негде околу 27. Сега, значи тоа е прилика да видите како изгледа на светски размер, додека дополнително уште две битни информации кои што ги спомнавме на самиот почеток, а тоа беа овие две институции кои што се направени. Тоа е во 2014 година, значи New Development Bank, што е паралела на Интернационалниот монетарен фонд и Светската банка, односно тоа е нивна организација која што парира на овие две, на Мурика, и нормално оваа резерва. Значи, што уствари се представуваат? Значи, резервата представува така речено заеднички буџет на сите овие најголеми земји, во кој што во однос на тоа колку е голема државата, толку значи во однос на својот, да речем, бруто домашен производ, процентот истиот инвестира во оваа заедничка резерва, од каде што и е дозволено да исцрпи дупло од она што го инвестирала, со цел доколку дојде во ситуација да има потреба од ликвидност, кеш да може тоа да го направи, значи директно од овие резерви. Во превод, ако да речем Индија моментално инвестира 18 милиарди долари, истата може да подигне 36 милиарди долари кога и се потребни како ликвидност, се разбираме. Значи тоа е многу добра направа која што е измислена помеѓу членки, како и како што кажавме New Development Bank, каде што дел, гледате овдека се внесуваат иста количина
на средства, со тоа што овдека се веќе влезени и Обединетите арапски емирати и Саудиска Арабија, ако не се лажем и Иран, кои што заедно со така речено заеднички влог, значи ова е New Development Bank, инвестираат во проекти во сопствените држави, со тоа што од најразличен карактер, дали е тоа, значи погледнете, имаме најразлични карактери, обновлива енергија, транспорт, видовме горе нешто за медицина, така. Значи ова се, погледнете, 11 страни проекти кои што се директно финансирани од страна на New Development Bank во овие земји кои што се членки во БРИКС, кои што да речем, нели, се обидуваат да ја подобрат инфраструктурата, нормално и соработката помеѓу овие членки и тоа го прават заедно. Значи ова е доста добар механизам, значи тоа е во основно што представува БРИКС. БРИКС представува економски сојуз, така. Сега, во однос на она што го очекуваме, како што веќе кажавме, значи основните членки на БРИКС беа Русија, Кина, Индија, Јужна Африка и Бразил, оние до 2011 година, за во 2023 година да се приклучат, веќе кажавме, уште нови, веќе објаснивме кои, а тоа се Иран, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, Етиопија и Египет. Со тоа што сега веќе, значи, ова е многу зголемено за разлика од претходно во однос на, нели, оно што го поседуваат на глобална сцена, и сега веќе влегуваме во новиот самит во Казан, Русија. Ова претпоставам дека ќе биде wallpaper, јас морав да го вклучам во мојот, значи мислам дека е премногу оригинално, за дефинитивно треба да биде дел од постерот на БРИКС 2024 година во Казан. Значи ова е официјалната страна, доколку сакате да следите што се случува, brics.russia.2024.ru. Со тоа што овдека, значи, само да погледнете, ова не е само 2 дена, оние што мислат дека е само 2 дена, погледнете че ова е целиот календар за сите случувања од сега па до 24 октомври и понатаму. Значи погледнете, че ова е во јуни, така, па имате во јули, јули сега, па втора четвртина 2024 година до крајот, ова е веќе после јули, значи погледнете. Мали дешавања, ова нешто небитно, се среќаваат дечиња, си прават мове. Па август, значи погледнете, септември, уште не сме ни стигнале до главниот дел, така. И конечно октомври, ова се главните случувања, самиот самит и така натаму, значи имаат многу институции кои што се најголем дел се за соработка помеѓу овие земји, со цел, нели, на економско и образовно и така натаму ниво да бидат изедначени или поврзани, но главните кои што нас се интересираат нормално и понатаму се економските. Сега, за да се дрзне Voice of America да каже дека 40 земји сакаат да се приклучат на БРИКС, тоа значи дека е крајно алармантно за оваа западнала страна, градината. 40 земји представуваат 1/4 од вкупната количина на земји во светот, со оглед на фактот дека имаме околу 200, значи 1/4 до 1/5, грубо кажано, со оглед на фактот дека веќе имаме околу 10 членки во БРИКС, значи отприлика 1/4 од земјите веќе ќе бидат членки на БРИКС. Со тоа што официјално, значи ова е најново што сум успеал да најдам, како да речем членки кои што се очекуваат да влезат, а потоа јас ќе ви кажам кои се оние кои што јас очекувам да влезат. Значи овдека се членките кои што официјално имаат аплицирано, се разбираме. Значи 40 изразиле желба, но овие се членките кои што официјално имаат аплицирано за влез. Алжир, кој што има една од најголемите шанси, Аргентина го одби ретардирани. Значи ретардирани го одбија, беа одбрани да бидат дел од БРИКС и го одбрија, практично го повлекоа своето аплицирање. Бахрин, Египет е веќе дел, Индонезија, Иран е веќе дел, Саудиска Арабија, Обединетите арапски емирати, двете се веќе дел од БРИКС. Афганистан, Бангладеш, Белорусија, Казахстан, дефинитивно Казахстан има многу големи шанси. Мексико уште се размислуваат за тоа што ако аплицираат за БРИКС може да ги нападнат мориканците. Никарагва, Нигерија, Пакистан големи шанси да влезе. Сенегал, Судан, Сирија, верувам дека има големи шанси да влезе. Тајланд најголеми шанси да влезе. Тунис, Турција, Уругвај, Венецуела и Зимбабве, со тоа што Венецуела дефинитивно има големи шанси да влезе, а Турција нека му мислат у НАТО сојузот. Сега, според некои, да речем, што сум ги погледнал, да речем, статии, се уште не е јасно и се уште не се знае што да се очекува, затоа што знаете дека за овие работи БРИКС е доста тајнствен, да речем, и во оваа ситуација имате момент каде што ова се очекувањата. Камерон, Пакистан, Шри-Ланка, Сирија, Тајланд, Венецуела и Зимбабве се очекува да влезат според некои статии. Јас имам друго очекување, да ви кажам право, во однос на она што го гледам геополитички. Нормално не можеме да знаеме додека не се случи самиот БРИКС самит, но битно е дека
Претходната рунда беше целосно успешна, со тоа што само Аргентина не одлучи да влезе, сите останати членки се официјално дел од БРИКС. Веќе гледаме дека се повеќе и повеќе нормалниот свет се ориентира кон БРИКС. Ние битно го сисаме за НАТО. Другите се ориентираат кон БРИКС, ама битно ние ќе влеземе во моментот кога ќе се распаи Европска унија во ЕУ. Тајланд официјално на највисоко ниво потврдува дека сака да биде дел од БРИКС и моментално очекува 2024 година да стане дел од БРИКС. Една од оние апликации кои што се најблиски до потенцијално членство, заедно со Казахстан и со Алжир. Значи, Казахстан, Алжир, Тајланд и Венецуела, ако мене прашувате, имаат најголеми шанси да влезат. Геополитички крајно позитивни, затоа што Казахстан се наоѓа буквално измеѓу Кина и Русија, трета по големина држава во Европа, енормна количина на природни ресурси. Гледаме дека тоа е она кон кое што цели БРИКС, и да не забораваме дека Казахстан е енормно близок до Русија, како што беше ситуацијата каде што Бразил практично лобираше за Аргентина. Верувам дека во оваа ситуација ќе видиме обратна ситуација каде Русија дефинитивно ќе лобира за Казахстан да биде дел од БРИКС. Алжир претходно, значи во 2023 година, неофицијални извори се кажува дека буквално не му било понудено да влезе за да се понуди на Аргентина. Овој пат јас верувам дека Алжир е практично прв на листа за чекање и како држава која што има една од најголемите количини на природен газ, ја верувам дека многу лесно ќе влезе во ова проширување. Венецуела, да не заборавиме, Венецуела има најголема количина на резерви на нафта, дури поголема и од Саудиска Арабија. Ќе покажеме во следниот слайд. Дефинитивно има голема шанса да влезе, ќе имаат целосна контрола над пазарот на нафта. Како да ви кажам, каква промена, каква брука е. До пред неколку години Мурика имаше целосна контрола над пазарот на нафта со партнерството со Саудиска Арабија. За сето тоа да се смене за само 2 години, значи каква брука е. Индонезија исто така моментално, и Индонезија и Малезија двете се обидуваат да станат членки на БРИКС, со тоа што Индонезија и Малезија имаат многу добра геостратешка позиција за БРИКС и верувам дека истите ќе бидат дефинитивно земени во предвид, со оглед на фактот дека и Малезија и Индонезија се наоѓаат во огромно пространство на океан, каде што сето ова ќе помогне многу во транспорт, да речеме, врски помеѓу овие држави, така да верувам дека ова многу ќе помогне. Значи, и на крај нормално да не заборавиме на најбитниот момент. Турција официјално веќе аплицираше да стане дел од БРИКС, верувале или не. Значи, не знам, НАТО моментално си го фаќаат сите еден по еден. Значи, Турција, членка на НАТО, официјално сака да влезе во БРИКС. Ова е вратка. Значи, ова е вратка заради тоа што никогаш Турција нема да биде примена во Европска унија, Турција тоа го знае и моментално, доколку не примате во Европска унија, ние ќе влеземе во БРИКС. Така да, што да ви кажам, значи, што си дробеле тоа ќе си сркаат и моментално го гледаме во нивниот сојуз, но како и да е, супер, само така, нека продолжи работава. Значи, тоа се официјалните членки кои што јас очекувам дека дефинитивно ќе бидат во најблизок, во најмал круг, да речем. Значи, дефинитивно Венецуела, Казахстан, Алжир, потоа Тајланд и евентуално Индонезија и Малезија. Тоа би било енормно, да речем, енормен напредок на БРИКС и верувам дека тоа ќе биде многу позитивно за БРИКС како сојуз. Сега, во оваа ситуација исто така Пакистан има голема шанса, но не го спомнав. Пакистан во оваа ситуација, верувале или не, има поддршка од Кина, затоа што е на некој начин неутрализатор во оваа ситуација на Кина и одговара да влезе Пакистан со цел да има уште некој што контрира на Индија. Сега, значи тоа е во однос на проширувањето. Тоа е она што јас го очекувам, останува да видиме, нормално додека нема официјални информации, сега за сега тоа е ситуацијата. Следната најбитна работа за која што треба да разговараме е нов платежен систем и БРИКС валута. Со тоа што гледаме дека ова се развива постепено. Значи, прво и најбитно, она што го добивме како официјална информација беше во 28 март, каде што представник на Русија, Јури Ушаков, кажа дека моментално се развива криптовалута во оваа ситуација. Тоест, не е криптовалута, во оваа ситуација рекоа дека се развива БРИКС Pay, посебен тип на платежен систем. Се извинувам, тоа беше првата информација. Значи, развиваат паралелен платежен систем на SWIFT, кој што ќе се нарекува БРИКС Pay и кој што треба да биде за целиот овој сојуз
начин на кој што веќе нема да има потреба од currency swap, кој што ќе ги спомнеме повторно во следниот дел кога ќе разговараме за дедоларизација. Значи за сега овие држави помеѓу себе функционираат со меѓузаебна размена на валути. Односно, Русија и Кина помеѓу себе разменуваат голема количина на рубли и јуени, со цел кога имаат трговија да може да ги користат овие взаемни резерви, со цел да може да платат и купат, да речем, се што им е потребно, со тоа што да не забораваме дека ова е само првиот чекор. Значи ова беше она што беше официјално осознаено на 28 март од представник на Министерството за финансии на Русија. Оваа статија потоа беше надградена од страна на значи во оваа ситуација амбасадорот на Иран во Русија. Тоа е Казем Јалаил, кој што на 16 мај официјално изјави дека не само што се работи на овој систем кој што се нарекува BRICS-Pay, се работи и официјално на креирање на заемна валута. Значи, системот и понатаму ќе продолжи кој што треба практично да фасилизира трансакции помеѓу сите овие членки во нивните локални валути. Додека и понатаму продолжува обработката на потенцијална криптовалута, која што ќе биде користена на ниво на БРИКС. Каде сега ова, како ова изгледа? Во првиот дел кога се објаснуваше овдека дека потенцијално ќе имаме BRICS-Pay, идејата е направена на начин што секој од овие земји треба да развие своја CBDC валута и истите да можат да бидат разменувани преку BRICS-Pay. Значи тоа е првата идеја која што така речено беше осознаена во светот. Така. Втората и понатаму останува дека се очекува да се реализира овој дел, односно BRICS-Pay, но и понатаму се работи на потенцијална блокчейн заедничка валута. Дали тоа ќе биде CBDC или ќе биде јавен блокчейн, останува да видиме. За сега тоа се основните информации кои што ги имавме до 16 мај. За пред само 2 дена официјално да излезе големиот бос и да каже вака. Значи имаме моментално, само да го најдам видеото, значи официјално БРИКС најавува независен платежен систем. Including within BRICS, we're working on shaping an independent payment system free from political pressure, abuse, and external sanctional interference. In this regard, I'd like to remind you that this year, BRICS was joined by new participants, that is Saudi Arabia. Значи пред да продолжиме понатаму, вели. Значи ова што го гледате моментално е SPF, односно ова е St. Petersburg International Economical Forum. Значи ова е практично форум за интернационален економски форум во Санкт Петерсбург, каде што истиот Путин изјавува дека значи активно се работи на нов платежен систем надвор од свет кој што нема да може да биде злоупотребуван за санкции. Тоа е најголемиот проблем, со тоа буквално американците си пукаа себе си во колено и на тој начин ги натераа сите овие земји да се приближат кон ова потенцијално решение и овој паралелен платежен систем. Iran, United Arab Emirates, Egypt and Ethiopia. With this, the share of our association in global GDP has reached 36%. And the population of the planet has reached 45%. And BRICS has tremendous potential for joining of new participants, and such drive of stakeholders from different continents can only be welcomed by us and will support it, including... Значи, кажа кои се новите членки, многу битна работа која што ја кажа, вели и БРИКС има многу голем потенцијал за нови членки. Нема да налегуваме во економските податоци, веќе ги образложиме во однос на население и GDP така натаму кој што го опфаќа БРИКС, но вели во целиот свет има кандидати кои што сакаат да се приклучат на БРИКС, кои што ќе бидат добре дојдени. Не заборавајте, Русија има голем интерес ова да се реализира, затоа што буквално го собира целиот свет против Мурика и овие градинариве од ЕУ. Сега, значи, сега веќе можеме да сумираме што знаеме и што очекуваме, затоа што официјални податоци се толку. Се разбираме, се работи на нов систем, ќе се нарекува BRICS-Pay, што истиот представува, за жал се уште не се знае, очигледно нема да се знае додека не се одлучи, или барем сега. За сега останува да видиме, ако има нови информации ќе ви информирам. Но овде ќе има една и многу битна информација за XRP, верувале или не, потврдена, но ќе стигнеме до тој дел, сега вака. Значи, во однос на потенцијален систем кој што може да биде користен за меѓународни плаќања, останува 3
можности. Првата можност е рускиот потенцијален паралелен систем на SWIFT, кој се нарекува SPFS, кој што на вистина има мала количина, значи само 150 практично нерезидентни, вкупно 400, а 150 нерезидентни банки институции од 16 различни земји. Очигледно ово е најмала шанса да се случи. Вториот кој што има многу голема шанса да се случи е CIPS, кој што е паралелен платежен систем развиен од Кина, кој што има повеќе од 4500 банки во 182 земји. Тоа се скоро сите земји во светот. И трет, кој што верувам дека ќе биде комбинација со вториот, е така наречен M-Bridge проект на Кина, кој што моментално има само мала група на држави. Тука се Тајланд, тука се Хонг Конг, тука е нормално Кина, Обединетите арапски емирати и официјално Саудиска Арабија од пред само 2 дена. Саудиска Арабија влегува во овој проект M-Bridge. Зошто е толку битен? Затоа што ова е проект кој што користи дигитален юен. Значи, кога ова би го искомбинирале со веќе постоешкиот CIPS на Кина, јас верувам дека ова ќе биде некоја комбинација помеѓу CIPS и M-Bridge како систем кој што го користи дигиталниот юен за потенцијално да предизвика заемен систем кој што ќе може да биде користен од сите членки на БРИКС и нивните партнери. Така. Значи, не за џабе, ова се случува сега. Погледнете, веста официјално доаѓа од 5 јуни, сега е 9, значи пред 4 дена, Саудиска Арабија се приклучува на овој систем, односно тргување помеѓу истите во дигитален юен. Сега, да не забораваме дека дополнително на сето ова, значи пред 5 дена се приклучува на овој систем, а веќе ја покажавме она шпекулација дека на 9 јуни официјално престанува да важи петродоларот. Она што го разговарахме во вчерашното видео, се најдам да го изгледате, доколку не вратете се и погледнете за да ви стане јасно, да не го објаснуваме повторно, односно еве уште еден артикл кој што го покажува истото, значи дали Саудиска Арабија се спрема да го напушти петродоларот, иако ова е пред само година дена, тоа не го менува фактот дека е буквално тоа. Значи гледаме како Саудиска Арабија постепено се движи кон петро-јуен, во оваа ситуација потенцијален петро-јуен, а ова тоа го потврдува. Така. Значи, петро-јуен во оваа ситуација значи дека Саудиска Арабија преку учествување во овој систем, сите најголеми трансакции кои што ги има моментално ќе ги прави во јуен. Зошто е тоа така? Еве ви зошто е тоа така. Моментално погледнете, значи во последниот дел од оваа историски чарт, погледнете. Околу 60% од вкупното производство кое што го прави Саудиска Арабија во нафта оди во Азија и Југоисточна Азија. Се разбираме? Значи, Источна и Југоисточна Азија. Што значи дека само, погледнете, 1% од вкупното производство кое што го прави Саудиска Арабија оди во Мурика или пак во Европа. Значи, 60 и нешто проценти оди во Азија. Така. Што значи, со кого ќе се работува? Со Мурика? Има ли логика да продолжите со петродолари? Прашувам, ако имате 60% од производството кое што ви оди во Азија. Така. Значи нема логика, што значи дека ова е многу на место што се случува, така. Сега, ова уште повеќе ни дава сигурност дека потенцијално ќе се користи овој M-Bridge. Сега, дали тоа ќе биде користен само за дигитален юен како што е моментално, или пак истиот ќе биде, да речем, коригиран со цел може да ги користи сите дигитални валути кои што моментално се тестираат и во Саудиска Арабија, и во Обединетите арапски емирати, и во Русија. Значи тоа се работи кои што мораме да видиме како ќе се одиграат, но гледаме дека потенцијал тоа би бил начинот на кој што ова може да се реализира. И погледнете сега вака. NASDAQ, најголемата електронска берза во Њу Јорк, вели како новата БРИКС валута може да го афектира доларот. Updated 2024. Значи, пак ќе кажам, ова се институции на запад, не заборавајте, ова не се мали играчи кои што го кажуваат ова. Значи, што се предностите на БРИКС валута наспроти доларот? Вели, ќе ги зајача економските интеграции помеѓу членките во БРИКС, што веќе се случува, така. Ќе го намали влијанието на Мурика на глобалната сцена, ма немој. Ќе го ослабе, значи, стоењето на американскиот долар како глобална резерва, ма немој. Зошто вакви муавети? Вика, ќе ги охрабри земјите кои што не се во алијанса
да формираат своји алијанси и да развиваат регионални валути наспроти користење на тоалетната хартија во боја со зелена боја. Значи, mitigate risk associated with global volatility due to unilateral measures and the domination of dollar dependence. Значи, ќе ги намалат ризиците од волатилност кои што потекнуваат директно од доминацијата на доларот, така речено. Значи, овде кога ви кажува назнак еве што е позитивата и зошто, кажете ми, ако ова е позитива, зошто не би ја избрале. Така, да не забораваме уште еднаш дека во оваа ситуација, значи сите овие земји кои што понатаму се под доларот, се директно зависни и потенцијално може под било кој момент да паднат под санкции на Мурика. Така да, пак ќе ве прашам, зошто не би го избегнале ова ако можете? Така. Сега да ја подсетам, значи ова беше статија од 21 август 2023 година, кога јас ви кажав дека официјално, значи погледнете. Ripple најавува 8 големи земји кои што ќе бидат дел од неговата CBDC платформа, така, меѓу кои Палао, Монтенегро, Уругвај, Хонг Конг, Јапонија, Нов Зеланд, Обединетите арапски емирати и Русија. Русија, членка на БРИКС. Хонг Конг, членка на БРИКС. Обединетите арапски емирати, членка на БРИКС. Така. Вели, трите статии покажуваат, значи во оваа ситуација, дека XRP е земен во предвид за да биде потенцијално системот со кој што ќе се врши меѓусебно поравнување на членките на БРИКС. Значи тоа е еден од Times Tabloid, вториот артикл од Binance директно и третиот артикл, има многу, но овие се три кои што ги најдов, чисто да видите дека ова не е, туку се повеќе медиуми кои што го кажуваат истото. Зошто го кажуваат истото? Значи не е само да ги најдеме артиклите и да веруваме слепо, треба да го најдеме изворот. Ова е изворот, значи ова е research paper на Мокаева НН од Уралниот федерален универзитет во Екатеринбург во Русија. Истиот е наменет и моментално применет, затоа и во овие статии стои, значи дека овој ваквиот труд служи за да му помогне на рускиот, да речем, финансиски центар да одлучи што понатаму во однос на овој аспект. Каде што доколку се предвижите на петата страна, погледнете и сами, вели. Во текот на 2018 година, значи банката на Русија, банката на Новосибирск Русија го земала XRP како Ripple, тоест во оваа ситуација како тест subject и правела, да речем, типови на трансакции, со цел да види како се тоа функционира и вели, значи сега да трнеме на страна се тоа, поради ваквите типови на трансакции, дека сето тоа е прифатливо, значи reflection of operations in the national payment systems could be performed both after, само да видам каде беше тоа заклучокот, се видам, се извинувам. Based on the research results, it was concluded that the Ripple platform can be considered as the basis for starting work on creating system for cross-border settlements, provided that the following organizational, legal and technical issues are resolved. Ако се дрзнал XRP да најави, се извинувам, Ripple да најави дека Русија е дел од неговиот CBDC платформа, ова сигурно е поминато, значи ова сигурно е веќе решено. Значи уште еднаш ќе напоменам, не заборавајте, јас многу пати го кажувам ова. Ripple не смее да каже со кого и во кој сегмент соработува, се додека таа држава не му даде дозвола за такво нешто. Ако ова случајно се случи повторно, не велам дека ќе се случи, јас само ви покажувам дека има основи да се случи. Ако случајно такво нешто излезе и лидерите на БРИКС кажат ќе користиме XRP како леџер со цел за помирување помеѓу нашите држави, значи замислете што тоа ќе значи за Ripple. Повторно, не велам дека ќе се случи, само мораме овие работи да ги земеме сериозно, така. Значи уште еднаш ќе напоменам. Има најави дека се работи на официјална валута, како што веќе кажаме, значи не е ова некоја мала личност, ова е иранскиот амбасадор во Русија го кажува тоа. Официјално е потврдено дека се работи на систем за платежни средства надвор од SWIFT, кој што треба целосно да ги заобиколи овие санкции. Тоа ни е веќе познато. Како сето тоа ќе изгледа, за жал, се уште не ни е познато додека не се одржи овој БРИКС состанок, каде што точно ќе знаеме. За сега сето ова што го зборуваме се истражување и на некој начин шпекулации, но мораме прилика да имаме идеја што очекуваме. Тоа е што очекуваме, се разбираме. Не велам дека ќе биде БРИКС, но они го спомнале, не јас, како потенцијален механизам кој што може да биде искористен за cross-border settlements. А моментално главниот проблем помеѓу сите БРИКС членки е cross-border settlements.
И тоа ќе значи крај на дедоларизација. Порано или подоцна, кога овој систем ќе се развие, ако се кјавате од 2023 кажавате нема шанси да се случи за една декада. Значи, што може една глупава земја да направи, тоа не можат 100 паметни за 100 години. Во оваа ситуација, Мурика, со нивното санкционирање, со тоа што го спомнавме во оние 5 точки на Black Swan настани, со нивното одземање на руските резерви, предизвика хипер соларна брзина на развивање на овие системи, на овие сојузи. Се разбираме? Значи, уште еднаш ќе напоменам. Тоа што они го прават во Мурика и во Европа, има резултати, се разбираме. Тоа ти вас не ви кажуваат на сите, тоа не значи дека не се случуваат. Еве погледнете. Зголемувањето на БРИКС директно поврзано со развојот на НАТО и неговата агресија. Моментално огромната количина на ОПЕК плюс членки кои што влегува во БРИКС, уште еднаш е борбата на Мурика со цел да ја намали цената на нафтата. Така. Платежниот систем кој што моментално го развива БРИКС со цел да го заобиколи SWIFT е повторно директно поврзан со SWIFT и муриканската НАТО агресија, со тоа што ги казнуваат сите оние кои што не слушаат што сакаат да каже Мурика и Европа. Така. Значи, сето ова што го гледаме е директно производ на глупостите кои што Геријатрио Џо ги прави заедно со неговите ретардирана екипа во Европска Унија. Така. И уште една битна работа која што денеска мораме да разговараме е дедоларизацијата. Омилен мој, значи омилена моја тема. Уште еднаш, значи морам да го напоменам ова сите оние кои што гледаат мојот канал, значи јас дадов ветување на себе си и на овој канал дека јас моето богатство ќе го направам врз мршата на оваа моментална муриканска империја. Значи тоа ќе биде последната империја која што пропаднала и пак ќе напоменам, значи планирам врз нејзината мрша, врз нејзиниот распад да го направам своето богатство. И тоа моментално гледате како и зошто го правам, нормално, сето тоа го правам јавно. Значи пропаста на доларот ќе значи дека јас ќе станам богат човек и ви кажувам како го правам тоа. Еве ви уште една, значи дедоларизација за оние кои што ви кењаат дека тоа е само во мозочињата на овие небањатите, овие бриксовци, ме разбираш. Тоа Third World Country Nationals како што не нарекуваат, овие од небањативе земји, нечисти, немаат струја, така. Па тие доаѓаат. Сега интернационален банкар, ова сигурно е некоја руска страна. Вели, доларот и понатаму е доминантен, но дедоларизацијата е незапирлива. Ма немој, брат, па немој, зошто вакви муабети? 2 јануари 2024 година. Интернационален банкар. Значи, како да ви кажам, ова сигурно пропаганда на Путин. Сега, ваквата доминација можеме да видиме дека се губи веќе некое време, со оглед на фактот дека во 2014 година доминацијата на доларот во резервите на странските држави била околу 66%, за истата моментално да падне под 60, негде околу 58-59%. Значи околу 7% изгубила за 10 години, што е многу за резервна валута, значи дека луѓето губат интерес да ја чуваат во своите централни банки. Така. Сега, ако се сеќавате, ви кажав дека пред да успееме да добиеме BRICS Payment System, кој што ќе го замени целиот овој систем кој што моментално ќе го објасниме, значи понатаму овие земји прибегнуваат кон било какво решение само да не користат долар. Така. Сега за овие кои што кењаат дека нема дедоларизација, проследете ги сите овие вести кои што ќе ги споделиме. Така. Значи прво и најбитно во овој дел, значи погледнете, имам само 2 цели табови со вести за дедоларизација, пошто не се случува ова, само во нашите мозоци, така. Значи, ова што ќе го погледнете моментално е само меѓудржавни свапови, односно меѓудржавни размени на валути, со цел да го избегнат доларот. Погледнете. Русија и Кина, вика, скоро целосно ја дедоларизирале својата трговија. Што значи, бај долар, толку. Зелена тоалетна хартија, 0. Дури Русија во оваа ситуација се симна на момент да ако треба ќе користи јуен, само да не користи долар, нормално, разбирливо, со оглед на фактот со јенки ретардирани кога си имаш работа. Индија и Кина, едни од најголемите ривали на сите времиња, вели, договорија меѓусебна размена на валути со цел да го избегнат доларот. Значи, кога можеле Кина и Индија да седнат и да се договорат дека треба време да се надмине доларот, замислите што останува за останатите. Така, Кина и Индија, уште еднаш ќе напоменам. Значи Мурика секогаш е користела Индија
како, да речам, сила со која што може да прави на некаков начин влијанија или пак баланс во Азија, така. Индија и Русија, currency swap, иста ситуација, така. Кина, добро, само момент. Кина со Бразил и Аргентина. Се што моментално се тргува помеѓу Бразил, Аргентина и Кина е во јуен, така. Сауди Арабија, Саудиска Арабија со Кина 7 милиарди intercurrency swap, така. Да не забораваме дека веќе влезе во Enbridge дигитален юен, така речено, кооперацијата. Обединетите арапски емирати и Кина 4,9 милиарди currency swap. Индија, Обединетите арапски емирати local currency settlement system. Египет со Кина currency swap deal. Емиратите, во оваа ситуација, нели, Обединетите арапски емирати со Египет currency swap deal. Сауди Арабија и Египет се преговара currency swap deal, ако не е веќе договорен. Русија и Иран, значи не само што имаат currency swap deal, туку они се моментално најсанкционираните држави во светот, во историјата, и моментално имаат многу повеќе од currency swap deal, значи како што веќе кажеме, работат на заедничка валута и така натаму, значи катастрофа. И уште еднаш, Кина и Иран и Русија помеѓу себе трите тргуваат надвор од доларот, посебно кога станува збор за нафта. Значи ова се само меѓусебните членки на БРИКС, каде што и сите не ги имам поврзано, че премногу табови беа, не можев да ги отворам сите, така. Ова е Етиопија, дури не сум ни побарал, така. Сакам да ви кажам, најголемите помеѓу себе тргуваат во се само не во долар. Немате доларизација, тоа само во нашите глави е, така. Сега, вели, зошто вика на Блискиот Исток вика доминацијата на доларот опаѓа? Чудно, не знам зошто, значи да се праша човек зошто. Дали оти го уништија Ирак, или можеби оти Либија ја уништија, или можеби оти Сирија ја уништија, или оти Либан го уништија, или пошто Газа ја уништуваат моментално. Може заради тоа да е, оти Иран постојано е под санкции, и тоа може да е. Не сум сигурен, ама може да е. Значи, како да ви објаснам, дури па прашање е, дали, зошто? Чудна работа, зошто? Евака се. Вели, Ирак ги банира сите кеш withdrawals и трансакции во долари од почетокот на 2024 година. Овој бан е во ефект. Во Ирак доларите не се дозволени. Може да им уништија државата, може да 2-3 милиона цивили им заклаа. Може да е и заради тоа, не сум сигурен. Египет, вели, се придвижува да го отстрани доларот од тргувањето. Ова е најнова вест, 18 февруари, значи доста нова. Значи се помалку се користи доларот во Египет. Асад, кој што е претседателот на Сирија, вели е многу потребно да се направи доларот да исчезне во оваа ситуација, значи знаеме дека Сирија веќе не користи долари, чудно зошто. Малезија, вели, моментално прави се што може да го отстрани доларниот финансиски систем од својата територија, со тоа што во Малезија, ако се сеќавате, претходниот пат кога разговаравме за дедоларизација, дури има отворено и посебен орган кој што единствена негова цел е да се отстрани доларот од Малезија. Чудна работа, не знам зошто ова. Не бањати бе вие, некој мали Малезија, колку е пати, дали е 13 милиони жители, огромна економија, нешто малку таму. Мадуро, вели, Мадуро, знаете и сами, председател на Венецуела, бара да се отстрани доларот, посебно во неговите, не изборуваме во економските трансакции на Венецуела. Да не забораваме, Венецуела е негде трета или четврта, тука негде со Куба се по санкции, не знам која е само посанкционирана. И да не забораваме на многу битна работа, која што ја спомнавме на почетокот, Венецуела има 18,2% од вкупната нафтени резерви во светот, повеќе дури од Саудиска Арабија за 2%. Да не забораваме дека Венецуела е се само не сојузник на Мурика, и да не забораваме дека е многу голем потенцијален кандидат за влез во БРИКС. Се надевам дека ќе влезат во БРИКС, значи потребно е што повеќе карипски и централноамерикански земји да влезат во БРИКС, да видиме како ќе им се допаѓа тогаш на американците кога ќе почнат таму да никнуваат воени бази, како што они тоа го прават во Украина, во Полска, во Бугарија, во Романија. Тогаш ќе видиме како им се допаѓа. Вели, Тајланд вика повеќе не сака долари. Не знам зошто, некои чудни статуси ова, катастрофа.
ASEAN, кој што веќе ги спомнавме, веќе одамна договорија дека помеѓу себе ќе тргуваат во се освен долари, со тоа што овдека спајаат Филипините, Лаос, Виетнам, Малезија, Камбоџа, Сингапур, Индонезија, Тајланд, Мјанмар и Брунеј. Значи ова е еден голем архипелаг на полуострови и острови, кои што во оваа ситуација има голема количина на луѓе и економија. Втор таков сојуз кој што истото го одлучи е сојузот на централноафрички, тоест источноафрички републики, ако не сажу се East African Community, да, каде што под водство на Кенија, која што незината банка практично ќе ги фасилизира плаќањата во сите овие земји во се освен долар, меѓу кои ова е Конго, најголемата земја во Африка, Бурунди, Кенија, Руанда, Јужен Судан, Уганда и Танзанија, договорено веќе да не се користи долар. Чудна работа, да не ти се верува, ако да не ги сакаат американци, ја не знам зошто они демократија носат. Ја не можам да разберам која е ваа омраза бе не демократи. Значи катастрофа. Како можете да ги мразите американци, дори само демократија сакаат да ви донесат? Централна Азијска унија. Интересен момент, да видиме која е Централната Азијска унија. Казахстан, Киргистан, Узбекистан, Таџикистан, Туркменистан, дори и северниот Кокус, како се нарекува, не знам точно. Значи, со оглед на фактот дека Пакистан се очекува да влезе во БРИКС сега, се очекува истото да го направи и Казахстан. Кажете ми каде овие членки ќе парираат? Дали мислите дека и понатаму ќе користат долар или како би користеле долар кога нивните главни партнери во оваа ситуација за трговија се кои? Кина, Индија, Иран и Русија. Значи, сакам да ви објаснам дека Централна Азија е печена за дедоларизација, веќе е во дебел тек, иако официјално немаме ништо од овие земји, но уште еднаш ќе ја прашам, на оваа карта каде мислите дека овие земји ќе тргуваат и со кого ќе соработуваат? Со Мурика, повторно оставам на вас да размислите нормално, и Сейхел, тоа се сахарските земји кои што се надвор од ЕКОВАС, значи не знам дали знаете, но ова беше ЕКОВАС, кои што претходно беа директно колонии на Франција, ова се бивши колонии на Франција, кои што нормално се наводно слободни, но еве кои се официјално слободни, Мали, Буркина Фасо и Нигер се единствените слободни, кои што ги кикнаа надвор и муриканците, и французите, и моментално ги поканија русите да дојдат и да им помогнат да се осамостојат, затоа што очигледно Франција, знаете колку голема самостојност ќе ви даде да имате, мислам познато ви е таков тип на екс-колонизатори колку сакаат да ја напуштат земјата, така. Со тоа што пак ќе напоменам, значи ова се земји кои што се во многу блиска соработка со Русија. Моментално Русија има и економска и воена соработка со овие земји и истите моментално представуваат гро, значи ова е нов сојуз, така наречен Сейхел стейт или како ќе дое сахалските држави, така ќе му дое, значи ова е Саб-Сахара, кои што моментално се обидуваат да бидат против тежа на ЕКОВАС, кои што и понатаму представуваат неофицијални колонии на Франција. Така да, со кого ќе соработуваат, да не мислите дека случајно долари ќе користат, само што кикнаа последната буриканска база од тука. Така да ова е само на кратко да ви покажам како изгледа официјално и оние кои што очигледно се на пат да направат дедоларизација. Значи јас овдека мислам дека добри, ако не 3/4 од светот сигурно опфати во прилика водно со државите, со тоа што Јужна Америка и понатаму е под голема доминација на Мурика, но тоа е само прашање на време кога ќе се отстрани, така да ова е прилика како изгледа моменталниот процес на дедоларизација и после овие 20 минути зборување само за дедоларизација, кажете ми вие дека дедоларизација нема и дека тоа само ние си го замислуваме. Ако октомври, казан 2024 година, да се надеваме дека што поскоро ќе стигне за официјално да видиме решенија посебно во однос на меѓусебниот плакачки систем. Да не заборавите, сега се враќаме на делот со Black Swan настани, кој што е многу битен да го спомнеме во оваа ситуација. Зошто? Значи тоа го спомнав на кратко, сега ќе го спомнам исто така на кратко. Значи голема е веројатноста дека ваквата БРИКС самит, ваквиот БРИКС самит ќе пробаат да го оцрнат. Ви кажувам веднаш, значи јас сум сигурен дека како ќе се ближиме, како што кажав прво, до оваа конференција за мир на која што не е поканета Русија во Швајцарија, нели од неутралната Швајцарија, потенцијално може да бидат направени големи провокации кон Русија за истата, нели, да стане нели, да луѓето престанат да ја гледаат, дека ете гледаш тоа е тиранија, како Израел, се разбира, значи ќе се обидат што може да направат за да представат Русија како Израел и во оваа ситуација верувам дека истото го очекуваме и пред ваквото одржување на самитот. Значи уште еднаш ќе ви кажам, Русија секогаш обрнувала
крајно големо внимание во однос на сигурност, затоа што знае дека околу неа има доста муслимански, да речем, радикални земји, кои што многу лесно може да бидат испровоцирани, како што беше нападот на Крокус, така да поради овие причини Русија секогаш безбедноста ја земала на највисоко ниво, но тоа не го менува фактот дека моментално на Украина и се одврзани рацете да користи долго, проектили со долг домет за напаѓање внатре во Русија. Не заборавајте, значи ова е една од главните причини поради кои што јас верувам дека Украина ова ќе го ескалира пред ваков тип на големи настани, со цел да ја представи нели Русија како тиранин, како агресор и така натаму, така да имајте го тоа превид, тоа е нешто што јас очекувам потенцијално да се случи. Значи ова е поучено од она што го имам до сега видено од овие ретардирани стоки западни, значи знам што да очекувам, па еве што очекувам чисто да знаете. Во секој случај ова е, значи финалната разрешница, верувам дека вака ќе заврши. И сето ова што пред 2 години беше кењење дека Русија ќе пропадне, дека рублијата ќе стане, нели, рабл to рабл, се извинувам, дека руската економија ќе распадне, дека Русија ќе распарчеле на неколку земји кои што ќе можат многу полесно да се контролираат. Еве како завршува тоа, гледаме и сами. Значи буквално ова е последното нешто што ќе успее да го направи Мурика, а тоа е да се распадне самата, како што можеме да видиме веќе Тексас бара независност, Мајами и Флорида бараат независност, Калифорнија го прави истото, има енормна количина на имигранти на сопствена територија, им се случува шиптаризација на Америка, на мое големо задоволство. Значи отидете во Мајами или во Лос Анџелес и пробајте да зборувате англиски и видете дали некој ќе ви одговори, или влезете во продавница и прашајте на англиски и видете што ќе се случи ако не е некој нели туристички центар, така да погледнете и сами, значи јас сум видел, затоа и ви кажувам, како и да е. Значи со свој камен по своја глава, буквално додека нели кењаат за демократија, дома им се случува шиптаризација. Ќе видам како ќе им биде весело и нив. Значи малку фали, нели, сето тоа да стане буквално Латинска Америка и Мексико да си ја прогласи Америка за колонија. Така изгледа отприлика, но сето тоа ќе го гледаме, значи моментално како беше вика ова е вика како падот на Римската империја, вика, ама со Wi-Fi. Значи буквално така изгледа моментално Мурика, но како и да е, значи ова е за мене доста како да кажам, тема која што е битна како од финансиски така од економски аспект, нормално и од вашето портфолио, со оглед на фактот дека гледаме дека блокчейн е иднината, но и енормна лична сатисфакција да гледам како Западот се руши, посебно заради тоа што го направи на словенскиот свет, почнувајќи од Македонија па до Русија. Значи енормни бројки на жртви за независност, за светски војни кои што на еден или на друг начин се преизвикани токму од истите овие животни од НАТО, така, значи дали тоа била Германија, Франција, Англија, дали тоа биле Мурика и Канада, значи секој на свој начин си има удел во тоа што ни се случувало нас како словени, како македонци и денеска се уште ни се случува. Така да дали вас ви се допаѓа или не, тоа останува на вас, тоа е реалноста, значи треба да ја гледаме економијата од аспект на геополитика. Исто така затоа што ако не го правиме тоа, ќе се врати назад и ќе не казни. Само толку ќе ви кажам, значи после сето ова што го изгледавте денеска, практично е вака ви врашал, затоа што многу од вас велат дека па нема потреба од геополитика, јас само економија ќе следам или само крипто. Значи после ова што го видовте, посебно околу делот на дедоларизација, дали би држале долари? Дали сега вие би рекле, знаете што, ќе сменам во долари, наредните 20 години ќе држам само долари затоа што се најстабилни, така. Значи, тоа е она што постојано ви кажам дека геополитиката треба да ви даде целосна слика за тоа што се случува во светот и како се променуваат трендовите, посебно во однос на финансиските центри, кои што моментално гледаме дека од запад се пренесуваат на исток. Значи, тоа што моментално сме го гледале во Њујорк и во Европа, сега ќе го гледаме во Шангај, ќе го гледаме во Хонг Конг, ќе го гледаме во Сан Петерсбург, ќе го гледаме во Нью Делхи, така да значи буквално на чекор сме до тој момент каде што целиот тој финансиски да речам хаб кој што моментално е само прозападен ќе се реориентира на исток, но нели сето тоа не се случува преку ноќ, мораме да стигнеме до тој дел. Се надевам дека уживате во ова видео, значи јас го направив со големо задоволство, тоа се сите вести кои што моментално ги имав за БРИКС и сето оно што очекуваме да се случи околу самитот на БРИКС во Казан. Во меѓувреме, значи како и секогаш гледате дека работиме напорно на постојано ширење на едукација на македонскиот народ, како за финансија, економија, геополитика, така и за крипто и блокчейн, така да се што бараме од вас е да ни помогнете да го препорачате нашиот канал на што повеќе македонци. Идејата е да направиме што поголема едукација на македонската нација.
Во меѓувреме официјално направивме 1000 видеа, знам дека е доста, знам дека е голем материјал, но иако тоа за нас е многу добро, за вас некогаш е малку збунувачки, така да сите оние кои се нови на нашиот канал, погледнете го ова видео на врвот од каналот, кој што ќе ви каже што да гледате и во кој редослед, со цел да се снајдете во нашиот голем канал. Во меѓувреме, значи единствено што барам од вас, како што кажав, е препорака, лайк, шер, сабскрајб, комент, тоа се основните работи кои што може да ги направите за овие видеа да бидат што повеќе споделувани, посебно на македонската нација, која што ми е единствената цел и ништо повеќе. И нормално за крај, значи заследете ги нашите социјални мрежи, значи имаме профили на најголемите социјални мрежи со цел да прошириме што повеќе материја и надвор од она што го снимаме како видеа на нашиот канал, така да проследете и ќе ги најдете во дескрипција на секој видео нашите два резервни канали на Odyssey и Rumble. И нормално за крај, значи на ваше барање ставивме неколку блокчейн адреси, како и апликација да купиме кафе, кои што доколку сакате да донирате нешто, уште еднаш, нашата работа и понатаму продолжува да биде бесплатна за сите македонци во светот, но доколку сакате да донирате едно кафе на нашата организација, ние во 2 наврати веќе организиравме добротворна акција, од кои што сите овие донации кои што ги добивме од вас беа донирани во црковна организација во Велес со цел во вид на прехранбени продукти со цел да помогнеме на што повеќе македонци. Сега нормално понатаму ќе гледаме тоа да го направиме и на други акции, на други потреби, се тоа што го добиваме на оваа апликација како и на нормално блокчейн адресите ќе биде донирано во некоја друга намена за македонците каде и да имаат потреба. Така да ви благодарам за се надам дека уживате во нашата работа, продолжете да следите нашиот канал. Од утре почнуваме со Altcoin недела. Имам некои сериозни обврски во текот на неделата, но јас ќе дадам се од себе оваа недела да опфатиме што може повеќе коини од оние кои што веќе ги избравте. Значи за тоа повеќе во текот на утрешниот ден и нормално ќе ви проследиме како опрлика изгледа Altcoin недела, ако веќе сте прв пат на нашиот канал, тоа е недела во која што обработуваме само алткоини и нормално ќе ви објасниме како се тоа се прави. Ви благодарам. Се гледаме во следното видео и поздрав од Крипто Кемиџи.